Да, продолжуваме со студиото. Тука во гостин е, како што најавивме веќе, Ивица Буцевски, поранешен амбасадор. Добро вечер. Исто така, меѓу останатото, добро утро, добар ден. Да. Да, ова од навика затоа што нели најчесто дека гостувавме во вечерни емисии. Да, дебатите се Така, кај нас точно. најчесто, да, навечер, да. Господине Буцевски, почнуваме со она што е последно што се случи, значи што фрли една политичка бомба на целиот процес на локалните избори, тоа е оставката на премиерот Заев од премиерската функција, од функцијата на председател на партијата. Многумина велат чин досега без преседан во македонската политика, од толку висока позиција да преземеш одговорност за она што се случило. И тој вели дека ја поднесува тие причини. Како вие гледате на тоа? Па јас уште вече да коментирав, имав можност да го следам во живо и потоа во првите коментари. За мене ова е политички театар. Ја воопшто не очекувам дека Зоран Заев ќе се повлече од политиката. Мислите така? Да, мислам дека сега ќе има некој ова што гледам. Па сега се собере коалицијата, па внатре од СДСМ не го даваат, па не знам, ова се случува, она се случува и така натаму. Дури еве и некои формални форми да наоѓаат сега некаков си ваков премиер, онаков премиер едно друго. После конгресот што беше одржан на Социјалдемократскиот сојуз, сега скоро кога беше пред неколку месеци, тој ја консолидираше цврсто неговата позиција внатре во таа структура. Тој таму нема никакви внатрешни опоненти, не само тоа, не се догледува било кој што од актуелното раководство, па дури и подлабоко, може на било кој начин да го загрози. Не се забележува дека се негува некои политички наследници или било што. Тоа е една структура која што зависи исклучиво од него. И не само тоа, дури оваа внатре социјалдемократска опозиција, ако можам да ја наречам, која што оди против него, таа нема да може да дојде преку Социјалдемократскиот сојуз, може да дојде преку некои други структури, движења, партии и така натаму, кои што ќе се борат за тоа гласачко тело, но не од Социјалдемократскиот сојуз. И не само тоа, туку кога ги правиме овие анализи треба да се види нели едно загревање, како дошло до тоа да се случи еден ваков чин. Немаше ништо од тоа. Тој на некој начин ја најави претходно меѓу редови. Сега која рече ако го изгубам Скопје. Добро, не е ни прв пат да најавува вакви работи, меѓутоа тој е човек кој што покаже дека не знае да губи, не умее да губи, покаже дека е одмаздолюбив, покаже дека е сребролюбив, покаже дека е влюбеник во моќта, така што не очекувам буквално некои мои колеги, политолози ќе ја следат сега. Гледам дека се приклучува во овој караван, па демек следат што се случува и како се случува. Јас имам намера едноставно да почекам да слегне прашината и да видиме како понатаму ќе тера оваа структура што е поврзана околу него владата, а не се потресам на вакви реков чинови на политички театар кои што веројатно треба да зацкријат она што се случи на вечерта, односно еден дебел пораз на владеачката партија и на владеачките партии ширум Македонија. Знаете во тој дефинитивно го засене тоа со својата постапка. Тоа беше целта. Сега пушти електричен зајак и сега сите трчаат по електричниот зајак. И претходниот гостин го констатираше тоа, дека големата победа на ВМРО-ДПМН не остана во втор план. Никој веќе не збори за тоа. Мислам дека никој не збори. Има еден вид на пумпање на атмосфера околу ова. Меѓутоа суштината е оваа. Знаете, во политиката и во анализата е битно што се случува кога ќе слегне прашината. Од шумовите понекогаш не го слушаме вистинскиот сигнал кој што ни го праќаат граѓаните. А еве, значи, тука имаме 5 параметри кои што веќе сме ги согласиле. Има и трудови напишани на таа тема како цениме успех на локалните избори. И се зема како прво градоначалник на Скопје, како второ се зема број на градоначалници во поголемите урбани центри во Македонија. И тука се сметаат Битола, Прилеп, Охрид, Тетово, Гостивар, Штип, Струмица, Велес, Куманово и Штип. Значи тие 9 центри. Евентуално тука можеме да додадеме и Струга заради специфичноста големина. Охрид веќе го спомнав. Да. Тоа е вториот репер. Третиот репер е вкупен број на освоени градоначалници. Четвртиот репер е вкупен број на освоени советници. Па дури потоа одиме кон вкупниот број на гласови. По сите овие параметри јасен е поразот на владеачката партија. Тој поразот и го прифати, точно, да. А исто така и јасен е ударот кон ДУИ, затоа што во двете, значи во клучните средини каде што ДУИ се бори за мандати, тие изгубија на изборите, изгубија во Тетово, изгубија во Гостивар.
додека пак во Струга и во Чаир имавме забележителни резултати на Губати во Дебар. на Добро, коалицијата. помал општено. Губати во Дебар. Помал Да. општено, но значајно, затоа Да. што Дебар знаел да најави некои работи. Така што и тоа е еден вид на интересен сигнал за тоа што се случува во политиката. Истовремено видовме една убава кампања од опозицијата, една заедничка кампања помеѓу ВМРО, ДПМН и Алијанса и Алтернатива. Значи, една граѓанска кампања и тоа изворна граѓанска кампања, каде што видовте дека поддржувањето идеше од двете страни. Дуи многу разочара. Јас неколку пати спомнав, повторно ќе повторам, меѓу двата круга видовме еден етношовинизам кој што не е виден во Македонија со години. Дури се зборуваше дека наводно Артан Груби кажа дека Кичува бил воен плен од 2001 година и не може македонец да биде градоначелник. А истовремено само пред недела дена Али Ахмети се бореше албанец да биде председател на државата. И сега се познаваме меѓу другото, јас и вие долго време, јас немам никаков проблем било кој од било која нација, вера и било што да биде на било која јавна функција во Македонија. И мислам дека тие сипаници Македонија одамна ги има прележено. Сме имале председател протестант во земја каде што православните муслиманите се 95%, ако ги ставиме и католиците 99% се од овие заедници, така? Така што мислам дека Ду има многу да објаснува што им требаше оваа епизода, што им требаше овој шовинизам кој што го покажа до невидени размери. Во Форино Али Ахмети имаше еден многу лош говор, кога кажа дали ќе дозволиме македонци да ни одлучуваат кој ќе биде во гостивар градоначелник. Не баре во оваа држава имаме граѓани од прв ред и граѓани од втор ред, па некаде некој смее да одлучува, некаде некој не смее да одлучува, тоа е страотно. Значи, оваа работа не ми се допадна, јас мислам дека тие треба да се објаснат што сака, што мислеа, каде тргнаа. Тргнаа од зелена агенда, завршија во онаков најодвратен балкански етношовинизам, не е убаво. Така што сето ова мислам се теми кои што треба да ги дискутираме. Ќе ги дискутираме вака како ќе слегне оваа работа. Дали со ова што го спомнавте во однос на заедничкиот настап на ВМРО, ДПМН и Алијанса, интересна е онаа фотографија која претпоставам дека намерно ја шерува челниците на ВМРО, ДПМН со македонско и албанско знаме развиерено пред штабот на ВМРО, ДПМН вечерта за време на победата. Една фотографија која дава многу силна символика. Ми се чини дека тоа беше незамисливо порано да се случи. Видете, да видиме албанско знаме пред штабот на ВМРО. Понекогаш забораваме дека нештата забораваме некои епизоди од минатото кои што биле еднакво моќни. Например, во 98-та година неколку места имало такви ситуации кога знамето на тогашната демократска партија на албанците, нели? За знамето на ВМРО, лавот и нели стилизиран албански орел, заедно се вееле. Меѓутоа и ова беше убаво. Добро, имаше скандирање Тачи Војводо. Да, ги знаеме точно, тие епизоди, така што, во ред, но така што од тогаш се случија многу работи. Многу работи се случија од тогаш, но убаво е да се навраќаме и да се потсетуваме дека има преседани за сите овие работи. Убаво и да се види, заеднички беше прославувана таа победа. Зошто да не на крајот на краиштата. Не зошто да не, тоа е добро. Тоа е добро. добро. Не спори дека не, но значи, прашањето, знаете што ми е, дали ВМРО ДПМН на некој начин ги увиде своите грешки, бидејќи очигледно е дека еве измерено и со анкетите дека поддршката на ВМРО ДПМН кај албанското население беше блиску до нула, според сите анкети досега правени. Претпоставам дека го увиделе тоа. Зошто е таа перцепција сега можеме ние да дебатираме дали е точно или не навлагаме во тоа, но констатираме. Не, знаете, според дали на некој начин ја имитираат сега стратегијата на СДСМ само 2016? Не е до тоа. Туку со едно општество за сите. Јас мислам дека суштината на таа партија е еден македонски патриотизам, а не е возможен македонски патриотизам без стабилни, сигурни, гарантирани меѓуетнички односи во едно вакво сложено општество. Истовремено, партнерот од другата страна на ВМРО ДПМН Алијанса на албанците, која што претходно нели потекнува од една големата ДПА на чисто чело беше Арбен Џафери, ако се сеќавате, и тие се големи албански патриоти од Македонија, така што не е оваа соработка, одамна е оваа соработка, и тие се среќаваат токму на тој моментот дека живееме во една заедничка држава, дека е таа реалност и дека вака сакаме да си устроиме. И сето тоа е во ред. Добро, што не е во ред? Не е во ред, нели, кога во моментот кога ќе се изострат овие етнички теми и кога имаме поларизацијата, кога наместо да е политичка, поларизацијата станува етничка.
Например, не беше убаво она околу референдумот кога се инсистираше да бидат надгласани македонците, затоа што доминантно македонците беа против и се уште се против Преспанскиот договор. Па се правеше некоја си коалиција, демек, малцинството од македонците со сите останати да го надгласа мнозинството. Тоа ствара поларизација. И сега луѓето се чувствуваат загрозено. Кога луѓето се чувствуваат загрозено, треба да им се пристапи, а не треба да им се брца во око наму каде што е нели најзагрозено. Исто и символот на албанското знаме, нели? Проблемот беше што кај многумина во Македонија и помеѓу македонците. Стравот беше нели од некакви си големи карти, се сеќавате оние што беа на фудбалски надпревари и така натаму. Дали тоа знаме е само етничко знаме или е државно знаме и така натаму. И со етничко знаме нема никој никакви проблеми, секој се идентификува со што сака, нели? Проблемот е нели ако тој символ означува нешто друго. И мислам дека и тоа го надвладеавме во Македонија, видовме дека тоа е етнички символ нели на една културна врска помеѓу албанците на сите овие простори, исто како што еве гледате доброволно се наметна и во диаспората, и во помеѓу македонското малцинство во Албанија, македонските малцинства во Грција и во Бугарија, во Србија, во другите земји, оној символот од Кутлеш како символ етнички на македонците. Значи, немало некоја одлука некаде да се собрале луѓето и да донеле таква одлука. Тоа природно доаѓа, така? Така што сметам дека е убав символ, убава е соработката, се виде дека тоа функционира. Исто така, не знам дали го пренесовте вие говорот на докторот Александар Јовановски од Кичево, кандидатот на ВМРО ДПМН. Па пренесуваме во живо што се случува сега. Не, многу ми се допадна. Прво, самата негова приказна е многу интересна. Бидејќи јас бев на терен, точно не знам. Не, самата негова приказна е многу интересна. Тој е венчан со албанка, која што е тоа го знам, ќерка на еден прекрасен интелектуалец, поранешен судија на апелација од Кичево. А неговиот баџанак е актуелниот пратеник од турската партија во коалицијата со СДСМ. Значи, една убава приказка. И тој вечерта кога спомна дека се поразени, кажа една реченица кај што рече: мене не ми требаат албански гласови, мене не ми требаат македонски гласови, мене ми требаат граѓански гласови. Тоа беше првата порака. И втората порака беше: следниот пат кога ќе дојдете сега за гласање, го поддржавте мојот против кандидат, не ви се лутам. Но кога ќе доаѓате на лето, кога ќе доаѓате за празниците, ако имате проблем со инфраструктурата кој што имавте сите овие години, дојдете кај мене. Ќе дискутираме за тоа. Многу моќна порака. Значи, видете, човек кога е поразен, понекогаш може да му се простат многу работи. Во поразот или во победата понекогаш луѓето се подзанесуваат. Меѓутоа, овој човек, дури кога признава пораз, го потврдува фактот дека тој ги надминува овие етнички разлики и дека одиме зачекоруваме во еден поинаков свет. Еве ви кажам, мене тие пораки ми се допаѓаат, токму затоа сметам дека ДУИ ќе мора себе си да се објасни што се случуваше на овие избори и зошто тргна од зелена агенда и завршија до тоа дека Кичево не смеело да добие Македонец затоа што тоа бил воен плен од 2001 година. Јас мислам дека не бива вака да, мислам, 2021 година е. Во 2021 година сакаме нели во Европска унија да идеме, тамо нема граници, тамо еве гледаме, секој може себе се дефинира како што сака. Добро, со зелената агенда употребува и еколошки куршуми, нели на Ама добро. И тоа не е убаво. Значи еве, пазете сега, точно Али Ахметија има таа аура помеѓу членовите на ДУИ. Па треба да искористи во таа насока. Гледате на пример некои лидери на Балканот што беа етнички лидери како него, го искористија угледот за култивирање едно. Значи, куршуми. Ворете сето тоа, ама 21 век е мајко. Кажете ми, во однос на политичката стратегија на ВМРО ДПМН, сакам да ја прашам, кога дојде на Христијан Мицкоски на позиција лидер на ВМРО, тој ја постави онаа стратегија со 3 чекори, нели тогаш кога кажам, стратегијата од прилика се базираше на прво консолидирање на внатрешната состојба во партијата, подобра соработка со меѓународната заедница или поправање на односите со меѓународната заедница и поправање на односите со ВМРО ДПМН со другите етнички заедници, пред се со албанската. Поради ова што го зборувавме со перцепциите на албанците за ВМРО ДПМН и така натаму. Ми се чини дека во првите неколку години од мандатот не успеа да го направи тоа. Значи, можеме сега да анализираме чекор по чекор од односите со меѓународната, од тоа што се случуваше внатре во партијата,
па до албанците, ми се чини дека прво со пораката на што дојде за подршка на ВМРО ДПМН пред изборите од страна на Европската унија, една силна порака да се гласа за ВМРО ДПМН, потоа од ова што го зборуваме за албанското знаме, за заедничкото славање, од враќањето на Митко Јанчев во партијата, од решавањето на тие некои внатрешни стабилизации, ми се чини дека дури сега Христијан Мицкоски успеа да ги постигне тие три чекори и веднаш гледаме успех. Јас мислам дека е поинаку, дека знаете, понекогаш забораваме дека не може успехот да падне преку ноќ, така. Тоа е нели машински инженер. Да се стане машински инженер треба 5 години студии. Но тој уште тогаш точно ги дефинирал проблемите. Меѓутоа 5 години студии бара за тоа и тие тие 5 години студии ни силиха рибди пред секој испит и така натаму. Јас покрај него, кој што е најголем победник вечерта, исто така морам да кажам дека во големата структура на ВМРО ДПМН има уште еден голем победник, затоа што самото прифаќање на председателската номинација од професорката Гордана Слијановска-Давкова го означи, ако можеме да кажеме, кормилото на оној голем танкер, голем брод, кој што се вика ВМРО ДПМН, така, се сврте во една граѓанска насока. Фактот дека таа беше избрана за кандидат, со незиниот научен габарит, со незиниот публицистички габарит, со незиниот габарит на политичар во јавноста кој што редовно се залагал за овие ставови граѓански, нормално еден голем патриот, нема збор, кога зборуваме за нејзе, меѓутоа сосема отворена жена и кон глобализацијата, и кон европската интеграција, и кон меѓуетничките односи и така натаму, тоа значеше, и таа е еден од победниците на таа вечер. Поразот често може да биде голема победа. Како што реков нели за кандидатот во Кичево, доктор Александар Ивановски, исто и Гордана Слијановска, незиниот пораз на тие избори 2019 година го трансформираше во една огромна победа сега во 2021 година. Токму на премисите на кои што се водеше незината кампања, дека е потребен еден граѓански патриотизам, дека е потребен еден отворен патриотизам, не патриотизам што затвара внатре, туку патриотизам кој што отвара. И не само тоа, ова една друга работа што многу ми се допадна оваа кампања, за прв пат ве видовме во кампањата на професорката Котлар во Центар. Исто така, по мене, иако поразена на овие избори, ќе биде еден голем победник во годините кои што доаѓаат. Значи, покрај фокусот да биде на овие на уставните, ако можеме да ги наречем заедници, македонци, албанци, турци, роми, власи и срби, имавме отварање понуда кон другите заедници, некои од нив се дури поголеми од овие заедници, како хрватите, словенците, црногорците, русите, потомци на белоградеците, знаете ги има многу во Македонија, ерменците, традиционално на малцинство, чеси, словаци, унгарци дојдени од... Значи, имавме понуда центар, нели, како општина во центар, како отворена нели за целиот свет, не само за овие заедници што сме ги навеле. И тоа е една голема, по мене, една моќна, една убава порака. Тоа е насока во која што треба да се движи оваа земја, тоа е насока во која што треба да се движат сите. Истовремено гледате, например, кога нешто се прави на лажни премиси, неодржливо е. Значи, видете колкава била поддршката за СДСМ во 2016, во 2017, во средини каде што доминира албанското население во Македонија, колкава е сега. Да, тие definitivno tamo е изгубено, да. Но во однос на поддршката, евидентно е дека ВМРО ДПМН на овие избори, еве споредено со претходните локални или со претседателските, не доби многу повеќе гласови. Гласовите се отприлика тие. Сите анализи велат дека големата победа на ВМРО ДПМН всушност се должи на големиот пат на СДСМ. Тие ги изгубија, оние неопределени. Сега прашањето ми е, евидентно е дека, само ова уште, евидентно е дека ВМРО ДПМН ја смени стратегијата, дека се обидува сега да допре до поголем еден слој на граѓани, но ми се чини дека тие неопределени се уште не веруваат целосно во таа понуда. И тоа е сосема во ред, и токму затоа, и дури мислам дека и оваа поддршка што е кон ВМРО ДПМН сега на овие избори е орочена поддршка. Не е таа апсолутна карт бланш. Зборуваме за гласовите на советници, да речеме, околу 280.000 гласа. Не, јасно. Да речем. Значи, пазете, и оваа поддршка е орочена, во смисол, ја даваме поддршката, но да видиме што ќе направите. И така треба демократија, се научивме дека, знаете, додека беше штраната револуција, ја бев од другата страна, затоа што сметав и се покажа дека е точно.
дека целата таа ука халабука не беше ниту за демократија, ниту за човекови права, туку беше за да се смени името на Македонија и да се внесе Македонија во една огромна нестабилност заради тоа. Тоа беа моите мислења. Сега ќе видиме, значи уште е рано, така ќе чекаме една историска дистанца. Но еве се враќам повторно на таа тема. Исто и сега на овие избори. Огромен дел од бирачите дадоа поддршка, но како што реков, орочена поддршка. И не само тоа, видете, безмалку во секој покрупен совет во Македонија, ВМРО ДПМН мора да влезе покрај со алијанса на албанците во коалиција и со левица, но и со други структури со цел да го направи мнозинството. И тоа дава нов квалитет за Македонија. Нов квалитет дава тоа што еве да речеме на секаде изборна премиса и на ВМРО и на левица беше во живо да се пренесуваат седниците на советите. Малку се премногу се фокусираме на парламентот, нели, и на централното раководство, забораваме дека општините се лабораториите на демократијата и дека можеби таму ќе видиме како растат некои нови лидери. Еве сега имаме таа шанса да направиме. Исто така забораваме дека еден од големите победници на овие избори е левица и покрај тоа што немаат градоначалници, тие се стабилизира како една моќна сила. Да, освоја солиден број на гласови. Солиден број на гласови и начинот на кој што дадоа својата поддршка беше многу убаво, интересен, одмерен и така натаму. Имавме, мене ми се допадна онаа дебата, сега не зборуваме за конкуренција, националниот сервис не е никогаш со конкуренција на МТВ, кога беа сите во дебат. Во таа дебата беше интересно, имаше некои чудни дискусии, имаше некои смешни дискусии и така натаму, но видете во еден момент во едно студио во кое што имаше преку колку 14-15 души, колку беа 18 ли беа вкупно кандидати. Да. Се разви една пристојна дискусија помеѓу соговорници кои што взаимно се почитува. Тоа беше од кога замина господинот Шилегов, не ми беше јасен ни тој потек, морам да кажам. Така што и тоа мораме да го поздравиме како еден вид на новина, еве. Едно време се фокусираше политикава, нели, ВМРО СДСМ, ДУИ и тука некаде. Во однос на И сега малце се подраширивме. Тоа е добро. Друго што ми се допадна и што казнија граѓаните беше непристојноста. Значи, не ми се допадна, мора да кажам, оној гест што го направи премиерот во аеродром, ми се чини дека го кошташе гласови. Јас тука сакам еве исто така да упатам еден вид на прекор кон многу мои колеги и ваши колеги и од новинарството, нели, и од политологијата, кои што си земаат за право да кажат дека ова поминува само во Муртино. Не, во Муртино многу помалку поминува отколку во Скопје. Не знам дали сте биле, тоа едно прекрасно село во Струмица, тие во Не сум бил конкретно, да. Да, муртинските домаќини никој не сака да им покажува такви работи и такви работи не врват во било која пристојна средина во Македонија. Не само тоа, туку еве и за жал во кампањата на се уште актуелниот градоначалник на Скопје Шилегов имаше една надменост, една препотентност која што не личи и која што беше казнета. За него тоа ми е чудно, затоа што еве тој младоста ја започна, така го запознавме како еден од највиспрените адвокати, политички ангажирани во Лигата за демократија на професор Ѓорѓи Марјановиќ, чиј што мото беше Македонија пристојно место за живење. И сега отиде во една лоша насока, меѓутоа млад еве политиката, нели, тука сме, така? Да. На овој простор, претпоставувам дека ќе се ги увиди грешките за понатамошната кариера. Во однос на функционирањето на советите, еве утрово дојде вест дека и излезе едно видео од прославата на градоначалникот Стефчо Јакимовски, кој што исто така е на граница на пристојноста, познавајќи го, очекувам да се извини. Еве, мораме и ова да го кажеме. Да. Добро. Во однос на функционирањето на советите, утрово дојде вест дека советниците на левица во општина Аеродром барале да се потпишат исклучиво под лист на кој пишува Република Македонија. Вчера истото беше и во Штип, каде што советниците на СДСМ напуштија. Мислите ли, тамо беше па со советниците на ВМРО ДПМН, кои исто така инсистирале да стои Република Македонија на сертификатите, дали според вас ова е почеток во некаква ревизија на Преспанскиот договор? Ама не е ревизија, зашто ревизија? Според Преспанскиот договор, нели, локалната самоуправа треба да се прилагоди кон сите овие работи кога се отвори поглавието за локална самоуправа со Европската унија. Отворено ли е? Мислите дека значи ова него не прекршува, многу прекршува уставот сепак, да. Ама не, воопшто не го прекршува, се вели дека според Преспанскиот договор, нели,
Кога ќе се отвори поглавјето за локална самоуправа, треба на локалните самоуправи да се усогласат. Добро, со но употреба на уставот е новото веќе име. сменет сега. Абе сега, значи пазете се, значи Република Македонија не е име според устав, нели? се враќаме сега на таа работа, значи пазете. Се случиха многу работи во овие 5 години, од 2016 година до денес. Референдумот пропадна, на референдумот граѓаните се изјаснија против промената на името и анкетите јасно кажуваат дека не само мнозинството македонци, него мнозинството граѓани на оваа Македонија е против таа промена на името и јас сум еден од нив. Ја активно се залагам против Преспанскиот договор и сметам дека за да направиме национално помирување, ние не може да направиме национално помирување прифаќајќи ја Северна. Значи, пазете, тоа мене ме одбива. Еве, често го потребам тој пример. Се сеќавате како на улица во 80-тите години, тогаш имаш некои лоши епизоди, почна да се употребува еден погреден назив за нашите сограѓани албанци, кои што тие не го прифаќаа. Во јавниот говор тоа не постоеше дури ни тогаш, на телевизија, во медиуми, во радио. Забележете денеска, токму затоа што тие велеа, тоа нам ни пречи, така? Никој не го употребува, затоа што пречи, навредува, понижува и така натаму. И мене, јас така реагирам за Северна. Верувајте, кога ќе ја видам, од внатре нешто ми се активира што е неописиво е. Кога ќе слушнам политичар кој што нема обврска во емисија, во слободен говор, Северна, едноставно иритира. И сега пазете. Да, но тоа е друго, зборуваме за друго. Не е друго. Да доеме до национално помирување, ние мора некаде да се сретнеме. Не може тоа име да се употребува и каде што треба и каде што не треба, и Преспанскиот договор каже завршена работа. Ние далеко е тоа од завршена работа. Преспанскиот договор во еден момент беше неопходен заради некои геополитики. Македонија беше жртва на таа работа. Зоран Заев затоа беше донесен и наметнат на власта. Тој не ги победи на изборите во 2017 година, пардон, во 2016 година. И сега тој лом што ни се случи како држава мораме да го обработиме, но не со принуда, со разговор, со дебата. Мора да се сретнеме. Добро, сите во Македонија. Видите... Значи, пазете, токму затоа, кога се зборува за работите, точно е, лошо е кога имаме несреќно малцинство. И затоа во оваа држава се носеше рамковниот договор. Но сега имаме несреќно мнозинство. Во ред, се е тоа легитимно. Да, и мислам дека е сосема се ова што го зборувате тотално легитимно. Како се чувствувате, дали прифаќате, дали не прифаќате, во јавниот говор, во обичен говор, нема обврска на вистина. Никој не може ни да ве казни, ни се е тоа, освен за избраните функционери кои мислам дека се обврзани, тие мораат, бидејќи Грција мислам дека ќе им замери според договорот доколку не употребуваат Северна Македонија. Па тие не употребуваат. Тие употребуваат само Скопје секаде. Уште имаат, значи пазете се. Не, во ред. Јас знам се тоа, но друго ми е прашањето. Тоа е се во ред, но сега зборуваме за почитување и непочитување на уставот. Уставот е сменет. Уставно име Северна Република Северна Македонија или Северна Македонија, без разлика. Зборуваме кога тоа стои на хартија некаде, како сертификат, како документ, како извод, каде што мора да стои, нели според устав. Бидејќи, знаете како, ако ние бираме што ни се допаѓа или не се допаѓа да почитуваме од уставот, некој друг исто така ќе каже, па мене не ми се Во договорот тоа е поврзано со отварање на поглави. Отворено ли е поглавите за локална самоуправа? Не е. Не зборуваме за уставното име, зборуваме. За употреба на уставното име на официјален документ. Мора да ви кажам, и декларација, свечена заклетва. Пазете се, утре да ме изберат на функција. За себе лично зборувам. Значи, ја не можам на било што друго да се заколнам на верност, освен на Македонија. Па претпоставам дека нема да се заколнете тогаш. Не. Бидејќи немате избор. Имам избор како не. Кога таму тоа што треба да се потпише, да се прочита, јас сакам да биде Македонија. Затоа што тоа меѓу другото и свечена заклетва. Ама некој сака на личната карта да му пишува Република Албанија, може. Овако, сега зборуваме кој што сака. Зборуваме, значи свечената заклетва се поднесува, се знае на кого, на онаа заедница која што сите не врзува, таа е Македонија. Некој врзува некоја друга може. Не може, значи сите сме во таа заедница и сега според мене, разбирате што сакам да кажам. Разбирам што сакате да кажете. Дали го почитувате уставот, некој друг нема да го почитува на друг начин, сакам да кажам. Ама го почитуваш ли уставот тој што го промени и покрај пропаднат референдум? Значи, има ли поголемо непочитување? Но сменете регуларно. Не е регуларно сменет. Кој вели? Ја велам, задолжителен е секој референдум. Никој не вели дека не е. Па како тогаш менува име?
Ако пропадна референдумот, како менува Никој име? не ја спорува процедурата во собрание, не знам. Како Ја сите не ја сум видел. Ма не, сите ја Значи беше сменето, пазете сега. Прво пропадна референдумот. Значи тука требаше што требаше да се случи кога пропадна референдумот, за да биде целата оваа работа аслана. Кога пропадна референдумот требаше да се каже до грците и до сите тие што стоја зад грците во целите овие разговори. Луѓе пропадна референдумот. Не сакам да не влегуваме сега во дискусија. Не, мора да влезам. Формално нема оспорување на таа процедура. Морам да влезам во дискусија. Ниту уставниот ја оспори. Морам да влезам во дискусија. Во тој буквално во истиот период ја бев во Латинска Америка. И една голема работа, граѓанска војна која што трае во Колумбија 30 години. Пардон, 50 години. Помеѓу ФАРК и властите. Едно марксистичко герилско движење и властите. Донесоа договор, феноменален договор, нема кој не го поддржа во цел свет. На референдум договорот пропадна. Што се случи потоа? Седна и склучија нов договор. Значи, кога пропадна референдумот, требаше пак да се седне, пак да се преговара, пак да се разговара. Не беше задолжително. Нема нашиот устав, не познава таква работа. Познава политичката наука, не и нашиот устав. Во нашиот устав секој референдум е задолжителен. Што се случи со референдумите за ГТЦ и за локалните самоуправи? Ама пропадна И па одлуките си остана. Ама не остана. А што се случи со тој за територијалната поделба? Па за тој по ништо. Па Значи пропадна си остана одлуките. ама како остана одлуките? Остана. Не, што беше прашањето за тоа? На тој референдум за територијална поделба? Не се сеќавам, искрено не се сеќавам точно. Прашањето беше дали да се и уште се применува старата територијална поделба. Да. Пропадна референдумот, остана одлуките. Не. Значи- Токму затоа, тој референдум затоа што пропадна, новата се употребува. Обратно е. Па новата донесена, Ама да. обратно е, не, обратно е. Па Сосем исто е. не е Не, исто. исто е. Ама не е исто. Како Значи, не не е е исто? исто. Референдумот беше дали се уште да важи новата. Да победеше гласот да. Ке важеше, пардон, дали да важеше се уште старата. Не, на тој Да референдум победеше не успеа. гласот да, не успеа. Не успеа, да. Шум не успеа, се применува новата. Ова беше Па и ова штом не успеа, се применува ама не е новото така, име. не е така, не. Како не е? Овој затоа што не успеа требаше да остане Добро, старото ајде, име. нема врска, Не, има голема врска, дозволете. Па има врска, бидејќи не Има е голема така. врска, Да, затоа што но- и токму таа причина зборам. Се прекрши уставот затоа што референдумот не се испочитува. Вчера во студиото на телевизија 24 Добро. Игор Јанушев од ВМРО ДПМН вели дека за нив Преспанскиот договор е завршена работа. Иако претходно најавува ревизија, но знаеме дека таа ревизија може да се случи само со двотретинско мнозинство во собранието. За одлуката на Советот на Штип, тој ја образложи отприлика вака. Сега ќе се обидам да го исцитирам. Тој вели треба да се види таму во правните служби кој дал што дал, но дека нивните советници секаде каде што можат ќе го употребуваат името Република Македонија во доза на можност, нели, во доза на закон на устав. Во доза на устав и закон е апсолутна можност, затоа што Преспанскиот договор треба да се активира во делот на локална самоуправа, која Македонија ќе го отвори поглавијата за локална самоуправа со ЕУ. Отворено ли е тоа поглавие? Мислам, пазете, исто така го кршеше и Преспанскиот договор беше прекршен од Зоран Заев. Тој е свесен дека тоа не може да опстане. Оваа земја, додека е северна, не е ни демократска, ни слободна, ни независна. Не може да опстои. И тој затоа брка да ја направи целокупната промена, колку што е можно побрзо, за потоа нели да биде као готово, више не може да менуваме. Личните документи требаше се менуваат кога ќе биде отворено тоа поглавје во ЕУ. Но тој брза нека брза. Кај што тргнал со среќа нека му е патот. Но сега владењето на правото вели дека додека не се отвори поглавјето за локална самоуправа во преговорите со ЕУ, за локалните самоуправи земјата си е Македонија. Добро. Што скршиле луѓето? Во однос на можните предвремени избори Добро. и на новото парламентарно мнозинство, Да, опозицијата и само да кажам, значи јас сметам дека точно е, големи си игрите околу оваа работа, затоа спомнав геополитика околу ова што се случуваше околу промената на името, и јас не мислам дека треба на еден нерационален начин да се направи обновата на Македонија и враќањето на името Македонија како што ќе се случи. Туку тоа треба да се направи за една долга, конзистентна, јасна работа, каде што ние ќе му објасниме на светот што е тоа што ни е проблематично. Значи нема да има некакви си схитрени потези или глупости, затоа што созреавме како општество, знаеме каде живееме, во кој свет, ова е 2021 година,
Не е 19 век, не е 18 век. Македонија нема веќе глави за губење, напротив, секоја глава во Македонија ни е премногу скапоцена за да изгубиме. Ние гледаме да се ги прибереме луѓето и што ни заминуваат на печалба, затоа што тоа е суштината за една земја. Токму таа причина и борбата за Македонија киде преку културата и преку правото. Нема да иде таа борба со некакви си налудничави средства, туку киде како што треба. Да се вратиме, се извини. Да, за предвремените парламентарни избори, опозицијата нормално ги бара, особено сега после успехот на локалните избори од ВМРО ДПМН вела дека активно работат и на формирање на ново парламентарно мнозинство, но впечатокот после најавата на оставка на премиерот Заев е дека опозицијата како малку да застана околу целиот тој процес. И сега има некои перцепции, не знам дали се точни, дека и не му се брза премногу на ВМРО ДПМН, ниту да формира ново парламентарно мнозинство, ниту сега за предвремени избори, бидејќи само сега во моментов да го направат тоа, само би ја презеле одговорноста на себе за тешката економска ситуација, за енергетската криза која бесне и дека може би им е подобро да почекаат малку, значи, потоа да во тој дел околу игрите во парламентот, знаете, тоа се пазите. Парламентот е едно тело од 120 пратеници и најдобар соговорник за тоа што се случува во парламентот би бил некој Па не, ова е повеќе прашање за политичката стратегија, што би им било подобро. За делот на парламентот најдобар соговорник би бил некој, да речеме, новинар кој што тоа го проследува таму, кој што секој ден е со пратениците, или некој од пратениците, затоа што тие најдобар си ги знаат и тие се најупатени нели во тоа што се случува внатре. Не, ја не ве прашам дали ќе успеат или не. Мислам дека ова не е точно, затоа што мислам како што реков, премиерот Заев нема намера да отстапи и да ја пушти власта. А вие мислите дека нема да се случи ни оставка? Не. Нема да се ефектуира? Нема шанси. Така што се разбира, секоја опозиција не е опозиција ако не сака да стане власт, тоа е целата работа. И нели тоа е идејата нели на демократијата. Демократијата значи дека немаме само една можна владеачка структура, туку имаме неколку кои што можеме да ги бираме, така. Знаеме каква е состојбата со мнозинството во собранието, знаеме дека тоа мнозинство на климави нозе, знаеме дека идеолошки таму нема никоја потка која што нив ги обединува, така што предпоставувам дека, гледавме дека владата има проблем законски проекти да ги протурка низ собранието, од X причини. Се бидува, се гледате, се бидува со некои закони за да направат некоја си меѓуетничка тензија помеѓу ВМРО и Алијанса, се бидува со некои други работи, не успеат тоа, затоа што прочитани се игрите, тоа се некои ситни, ја ги викам, игри на бивши или актуелни разузнавачи кои што мислат дека се диригираат луѓето со превојот од Лечинско. Не бива ништо од тоа. Не знам, ви кажам, мислам дека за конкретниот момент треба најубаво е некој што е вовлечен во тие разговори, а за јас мислам точно, мислам дека овој не сака да напушти власта, мислам дека ВМРО ДПМН чека час поскоро да ја земе одговорноста за управувањето со оваа држава, не само ВМРО ДПМН, него Алијанси и останатите, и дека ќе видиме што ќе даде наредниот период околу оваа работа, а дека не е одржливо. Дури и да тера ова парламентарно мнозинство, не може, гледате, не може да се ги поминат законите во собрание. Не може кворум да безбеди Талат Джафери. Сеќавате на слики, луѓе значи не видов во ниеден светски парламент луѓе од изолација да ги носат да гласаат. Ме интересира, нека кажат сите каде се случило луѓе од изолација да бидат носени за да се гласаат закони. Да, но немаше ни еден светски парламент пример каде што опозицијата одби да работи онлайн среде пандемија, исто така. Ама не, видете, не е точно, затоа што филибастерингот е орудие на опозицијата. Да, во ред, не е спорно. Така во однос на почетокот на преговорите со Европската унија, власта сега шири некаков оптимизам. Вела дека е можно во декември да се случи откочување на тој процес. Праќаат пораки дека Бугарија на некој начин ја сменила стратегијата, дека веќе не бара идентитетски остапки од македонците, туку повеќе се фокусира на ставање на бугарското малцинство во уставот, значи дека ја сменила стратегијата. Гледате ли вие на тоа така? Мислите ли дека има некакви промени? Ќе кажам и зошто, затоа што пазете, не е бугарската стратегија бугарите да бидат малцинство во Македонија. Бугарската стратегија е дека сите ние сме бугари. Значи, ако се стават бугарите како малцинство во уставот на Македонија, тогаш се руши комплетно целата бугарска стратегија. Признаваа дека постојат македонци. Да. А тие се само едно малцинство во Македонија,
И тоа малцинство главно нели преку бракови и така натаму луѓе кои што се доселени од Бугарија овде. Така што не ја гледам таа работа. Разбрав дека имало некој разговор. Значи, мало е Скопје, нели се шират муабетите, се вели дека ги собрал Зоран Заев овие колумнисти и професори кои што го поддржуваат во ние неговине, и дека наводно им рекол дека на последната средба кај што биле заедно тој и Румен Радев, Макрон пред него го направил перен да е Румен Радев и дека наводно дури му се заклинил дека ќе му ја заврати славината со европски пари ако продолжи вака да се однесува кон Македонија. Значи, прво претпоставам дека ова се некои чаршиски доработки, но еве, јас заложувам целиот образ што го имам во животот дека такво нешто не се случило. Дека Макрон ќе се заканува на Радев пред Заев, па тоа како да ви кажам сега, како мали џокица размислува што е политика. Дека ќе си дозволи Макрон на Заев да му се заканува пред било кого е вон секоја памет, тие работи политиката поинаку функционираат, па камоли ваква една работа. Така што не мислам тоа, не само тоа, гледаме ескалација на бугарската реторика. Вие видовте дури на тој фамозен состанок Радев излезе со една претерано остра позиција околу целата таа работа. Потоа дури направи некоја средба со бугарите од Македонија, видовте, што исто така се не знам зашто ги малтретираат тие луѓе. Значи, јас ке разберам дека ако соберат некој вакав филјан, силна репрезентација, меѓутоа ова се маргиналци во нашиот живот кои што таму претпоставувам за силно тоа од бугарските служби вршат некоја улога. Не е убаво за двете земји. Не е убаво, ние наместо сега додиме кон тоа, сум го рекола многу пати. Значи, не се знаеме. Ние мислиме затоа што си ги разбираме јазиците дека се познаваме. Не е така. Добро. Нема комуникација помеѓу двете општества. И министерот Османи рече дека е зачуден од позицијата на тие македонски бугари. Сега бугари не знам како да не ги навредам, не сакам да ги навредам, од бугарите кои живеат во Македонија, нели? Во Македонија секој може да се чувствува како да, сака. Кои отишле таму и се жалат за недостаток на права кај претседателот Радев, вели дека го зачудила таа постапка бидејќи во земјава нема никаква жалба ниту приставка од нив до ниедна институција за непочитување на нивните права. И вели одеднаш ги гледаме таму кај Радев. Па не од сега, се сеќавате оној случај, еден развод, таа Спаска Митрова што беше. Развод меѓу двајца стана државен проблем, што е вон памет. Значи 20 луѓе се разведуваат, витекна беше околу старателството. Тоа стана меѓу државен глупост, мислам, како да кажам, но од друга страна има посериозен проблем. Има 14 пресуди на Судот за човек и права во Страсбург за правата на македонците во Бугарија. Има исто така и слична, како се вика тоа, пресуди за правата на македонците во Грција, а ништо не се случува. Значи го игнорира Бугарија Судот за човекови права. И тоа е една од работите што треба да ги усогласиме, ама да седнеме на маса. На крајот на краиштата, значи, пазете тоа, нивната перцепција е дека тие зборуваат вистината и ние дека треба да го прифатиме тоа што тие го зборуваат. Тие не зборуваат за дебата. И тоа е тоа што мене ми пречи. Значи, пазете, тргна Зоран Заев да ми ја прифати таа работа. Она интервјуто што беше за БГНС, неговото фамозно интервју, ја мислам дека тој не отстапува таа работа и дека тој сега се обидува на еден негов, нему сличен начин, малце хибритлиски, или како джамбас, да го подметне сето тоа и да ја внесе Македонија во уште поголем проблем, затоа што ова со перспанскиот ТВ гледат, се зборуваме за заклетвата, како да е тоа некој проблем. Замислете што ќе се отвори ако се направи спогодба со Бугарија по бугарски терк. Кај ќе живееме, условно кажем. Власта упорно повторува дека нема намера да го загрози македонскиот идентитет. Ама го загрозија со преспанскиот. Така што сега ова ќе биде веќе не знам што да кажам. И вели Зоран Заев Југославија не разделила и некакви такви други. Чекај мајко му бе, кочи мајсторе, како викаше он, нели? Сега Кочи Мицко. За жал, гледате со кој си таков си. Кога следиш вакви работи преку, почнам ја да заличувам со вакви безобразлуци дури во една угледна телевизија како вашата да изговарам. Не е во ред. Значи не треба така да се однесуваме. Јас сметам дека отпорот внатре во социјалдемократското гласачко тело пред локалните избори можеби ја спаси Македонија затоа што тој беше свесен дека ако влезе во некоја авантура пред локалните избори ќе изгуби значителен дел од гласачкото упориште. Сега веќе ги нема тој тие стеги
изборите помина. Сега еве ќе биде ова врати се Зоране, некакви такви срцепарателни пораки и така натаму. И он ќе се обиде со тоа, демек го бара ДУИ, го бара меѓународната, го бараат сите. Еве дојдов и сега ќе ви го дадам датумот и не де Боже да ги прифати тогаш овие бугарски позиции, а Бугарија си стави јасно до знаење дека тоа е тоа што го бара. И еве и не само тоа, гледате. Може ли е договор со Бугарија без одредени одстапки во однос на тие историски прашања? Бидејќи гледаме дека многу инсистираат на нив. Ама гледате, нели беше договорот што го направија во 2018 конечен договор? Од кај се нов договор испадна? Мислам, бугарската позиција е јасна. Тие велат, вие сте бугари, свестете сте дека се бугари. И сега они ќе влечат работата натаму. Видео од Грција дека нашата апликација за членство во Европската унија ми е оружје во рака, ја те контролирам дали ќе влезеш, дали нема да влезеш, и сега го користат тоа против нас. Убаво е, како што беше со Грција, до појавата на Зоран Заев, сите ние да имаме еден обединет фронт, дека ние сме против промена на името. Ние сме против договор со Бугарија. Но самиот факт што Зоран Заев е премиер, разбиене фронтот. Тој не гледате, например, како да ви кажем, нели историјата не е битна, едно друго. Како бе не е битна? Како во цел свет е битна историјата, само во Македонија не е битна? Точно е, историјата не треба да оптеретува, треба да возможува, нели да чекориме и така натаму, меѓутоа историјата е таа што не врзува нас како заедница. Ние сме просли низ големи премрежи историски и тоа е тоа што не врзува нас како Македонија и како македонци. И сега гледате каде тргнал сега, еве, ќе ни докажува тој дека е, нели, ќе ни докажува Бугарија дека сме бугари, па не само тоа, дури некои од најголемите преврзаници на Зоран Заев во медиумите, од колумнистите, професори универзитетски се открија во пензија дека биле бугари. Не знам, според мене се чини дека власта не го кажува тоа, но има таков впечаток дека тие се надеваат на некој силен пред се американски притисок врз Бугарија за декември, дека се надеваат, дека играат на таа карта. Може ли да се случи тоа? Она што го гледаме од официјалните пораки е дека ја критикуваат Бугарија. Ја повеќе верувам дека притисокот американски ќе биде овде. Ова е слабата страна. Мислите дека они ќе притиснат врз слабата алка? Па што направија за преспанскиот договор? На јаката страна ли притисна? Притисна на слабата страна. И еве сега го имаат инструментот во рака, се вика Зоран Заев. Значи Зоран Заев беше инструментот во рака да се направи националната катастрофа наречена преспански договор. Еве го сега тој инструмент во рака да се направи уште нешто. Кој знае што има уште на тој список? Меѓутоа колку повеќе тој на таа позиција, толку по Македонија ќе ги губи своите позиции, толку ќе биде потешко потоа да се ги враќаме назад позициите. Ја видите, не е само да не е катастрофичар. Има луѓе не е готово. Ништо не е готово, ништо нема конечно ни во историјата, ни во политиката и така натаму, меѓутоа кога ќе се направат некои работи, после многу тешко да се ги вратиме, да се врати човек назад, така што против тоа се бориме, да можеме да се фокусираме за некои други позначени теми, за тоа како да ни напредува општеството, како да го демократизираме дополнително општеството, како да економски раст да обезбедиме, како да обезбедиме соодветна економија која што ќе даде перспектива за нашите млади, на тоа треба да се фокусираме. А не на тоа, не на вакви теми кои што не закопа Грција во 19 век. Не закопува Бугарија во 19 век и ние одиме и попуштаме мислејќи дека тоа нас ќе не ослободи. Не, тоа внатре ни направи проблеми, еве, сега гледате. Прв пат имаме внатрешно судир македонско-македонски кој што никогаш не постоел. И нема тој да исчезне. За да исчезне треба да седнеме на ваква една маса, без странци, без притисоци, без никого. И да видиме луѓе како ќе тераме напред. Не може вака. Господине Боцевски, ви благодарам за ова гостување. Благодарам за поканата. Да, ова беше разговорот со господинот Ивица Боцевски, пранешен амбасадор, и со него го завршуваме ова Студио 10. Почитувани гледачи, ви благодараме на довербата и на гледаноста и се разбира, останете со програмата на Телевизија 24.